Добра вечер, почитувани гледачи, време е за заспи ако можеш со Драган Милосаљевиќ и Горан Момировски. Вечера наш гостин е универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Добра вечер. Добра вечер. За почеток само да кажам дека со оглед на тоа дека вчерашната емисија привлече големо влијание, рековме поради сензитивноста на темата, чисто како една информација за вас. Јеменските хути, горе не знам ли ти дали го слушна тоа, јеменските хути му објави официјално војна на Израел и ова, ако не се лажам, прво објавување на војна кон Израел од 1979 година. Тоа е годината кога јас сум роден, значи 43-44 години веќе. Што значи дека процесот оди во оној правец кој што на никој не му се допаѓа. Но ние се вртиме кон она што е актуелно овде во Македонија, а тоа се изборите кои што полека, но сигурно доаѓаат. Дали ќе бидат заедно претседателските и парламентарните или ќе бидат одвоени како што инсистира власта, се чини тоа е помалку важно, но факт е дека влегуваме во предизборие во време кога ќе се изнаслушате и повеќе од она што се навикнатни секојдневно, фалби, ветувања и се она што оди заедно со предизборниот маркетинг, а на вас се разбира да одлучите на кого ќе му го даете гласот. Професоре Божиновски, вие пред неколку дена само објавивте една анкета. Морам да признам дека во последниот период имаме цела серија на анкети кои што летаат на сите страни. Вие важите за објективен, не можам да кажам дека другите не се објективни, сега воопшто да не легуваме во тој правец, меѓутоа важите во објективен во онаа смисла што во сите претходни години, откако јас следам, вашите анкети поминуваат најблиску, еве ќе кажам, до она што потоа излегува како изборен резултат. Па добро, тоа не е работа, значи обидот секој оној кој што се занимава со истражување на јавното мислење, особено на политичките процеси, затоа што тука е најлесно проверливо преку избори, нели се труди да биде најблиску до она што се после што представуваат изборните резултати. Така да нели ние преку она редовно објавување анкети, барем 2 пати годишно, се обидуваме не само да на некој начин дадеме одредени проекции за тоа што би се случило на избори, туку едноставно и да се следи самото јавно мнение во текот на одреден временски период и да се види што и после преку тоа нели да се анализира што е тоа што најмногу влијае позитивно или негативно за одредена политичка опција, било тоа да е власт или опозиција, како и нели се прави обид да се детектираат оние најважни прашања во тој момент или во тој период, а со цел да се презентира и перцепцијата на граѓаните во однос на тоа. Вие не сакате да ги коментирате вообичаено анкетите што ги прават други институти и други организации како и да е, меѓутоа факт е дека кога некој излегува длабоко од она што се нарекува прифатливост плюс минус анкетирање, тој практично ја деградира не само својата работа, туку на некој начин ги носи во сомнеш и другите околу него. Знаете како, јас никогаш не ги коментирам резултатите на релевантните анкети, односно на оние, да речем, агенции, институти, кои што исто така се присутни во државата. Не сме многу, нели, мала држава, нормално не може да се очекува дека има премногу. Но тие анкети исто така може да се користат за да се направи одредена политичка процена и да се види зошто некој е подобар или некој е полош, без при тоа да навлегуваме нели директно во процентите. Но кога ќе се објави некоја анкета каде што самите податоци кои што се објавуваат се неконзистентни, тогаш веќе имаме сериозен проблем. И затоа јас на една анкета која што беше објавена пред 3-4 недели, нешто така беше, и изреагирав, затоа што не може вие да објавувате нешто. Прво, методолошки не беше исправна, самите прашања не беа како што треба. А друго,
и уште по, би рекол, флагрантно кршење на некаков кодекс или на професионалност е тоа што имаше објавено прашање каде што ако го една табела нели со два графикона на истото прашање каде што ако ги соберете процентите на едниот графикон беше 104, а другиот графикон 102 и плюс погрешно беа презентирани резултатите од табелата, каде што наместо да бидат, не знам, против метнување и уставни промени на бугарите во уставот, таму беа стаени нешто неутрално, што и да значеше тоа. Значи, не сме таква работа да се објави. И многу брзо, нели, самата анкета беше повлечена, не беше ни објавена нешто ново. Што всушност покажуваше... Збориме да кажеме, сега збориме, мене е жал за колегите од Фокус што беа злоупотребени на тој начин. Јас сум сигурен, имам информација од политички фактори, нема да кажам партијата, но ми се чини јасно и на сите. Анкетата ја правеше Стратумер Д, кој што земаше пари од Државната агенција за поддршка на иновации, чинам дека. Нивни проблеми, завршена е таа приказна. Јас би се вратил сега на анкетата на ИПИС, Институт за политички истражувања, кој што вие го предводите. Во неделата објавивте анкетата. Не отстапува многу од тоа што го видовме последниве, рекол, година, дена. Имаше Ири објавуваше, Брима објавуваше, Market Vision објавуваше анкети. ВМРО ДПМН е во водство со 20,3%, СДСМ 11,3%. Јас сега повторно, деновиве повторно и читав, и анализирав, и гледав некои весници стари што сум ги зачувал со анкети, ми се паси анкетите. Вакво водство на опозиција не во Македонија. Многу ретко имало и во регионот. Добро, имало во Грција во 2-3 наврати, имало и во Бугарија во 2 наврати. Меѓутоа, секаде во другиот, овој да речам постјугословенскиот дел, секаде власта или водела на анкетите, или тука некаде губела малку. Ваква разлика од 10% до сега е невидено. На нашата анкета, на нашето истражување, таа и најмала, ако земеш така. Сите други имаат и многу повисоко. Значи, неконзервативна, ако земеме така во однос на таа разлика. Мислам дека, знаеш како, сега сме во период и тоа сум и во приватни разговори, но и во јавно сум кажал дека не е баш многу добро за власта кога расположението на граѓаните е видливо дури без анкета. Значи, сега дури не ви треба анкета, значи не ви треба за да го видите, не може да знаете нели по проценти и така натаму, но самото расположение на граѓаните покажува една многу голема, сериозна, би рекол, разочараност во однос на делувањето и условно кажано постигнувањата на актуелната власт, како што претходно јас не паметам дека било, се менувале разни власти, било и ВМРО, исто било и СДСМ и така натаму. Но вакво разочарување мислам дека до сега нема и тоа се разбира се одразува и на самите анкети. Им зевен интересно во вашата анкета е ДУИ 5,6, прилично, да речем, пониско од тие 7, 7,5, 8, дури некаде ДУИ одеше, па и 9 на една анкета, мислам дека беше пред СДСМ, тоа беше на Market Vision, мислам дека беше. Со тоа што тогаш претпоставувам дека се мереше ДУИ заедно со така наречената огнена група, со сега се нарекува Демократско движење на Изет Меджити, нели? БЕСА е 2,3, но заедно со Алтернатива и со Демократското движење на Изет Меджити излегува некаде, не баш пата, меѓутоа тука некаде мала предност на ДУИ. Може да очекуваме дека во албанскиот блок може да има сериозни различни резултати од тоа што досега гледаме 20 години? Видите, очигледно дека Меджити има своји приврзаници. Особено во Скопје, Чаев. Тоа е изборна единица 1, Чаев, така? 1 и 2. 1 и 2, да, поделено, добро.
ако го земете она што го има како рейтинг Меджит и она што го има како рейтинг Дуј, ако ги соберете, тоа е рейтингот на Дуј во нашите истражувања. 0,2 помалку, Значи, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5, 7, 2, 7, 3, варира, но генерално тоа е. Така да, очигледно дека дел од тие подржувачи сега се насочени кон Меджити, така да и тоа беше очекувано. Што се однесува, Беса сега сушност се со оваа алијанса што ја креираат, односно опозицијски фронт, значи, нели имаме европски фронт, опозицијски све фронтови. Да, и сега всушност се спои практично онаа Беса од 2016 година. Да. Се помирија Билал Касами и Афрем Гаши и ако земеме севкупно, значи ако ги земеме заедно тие рейтинзи, генерално они го даваат оној рейтинг на таа Беса што беше околу 4% и така нешто. И добро, тука изад Меджити сега. Тоа е плюс, да, ама во однос на рейтингот на Беса и на алтернатива говорев. Не, зашто да е чудно, затоа што види, затоа што се разделија тие во две партии. Се разделија, но знаете но се излегува дека им останал истиот. Не, работата е дека кога гласачот ќе почувствува дека неговиот глас не е фрлен, тогаш е многу подготвен да го искаже своето мислење и да излезе и да гласа. И сега кога се заедно едното и другото крило на БСВ, да ги крстиме така, и особено што они сега се позиционираат како главна опозицијска партија, или алијанса, како сакате, нормално е дека нивниот заеднички рейтинг ќе биде барем во рамките на она што го има како тогашна опозицијска главна партија, нели, 2016-та, ќе го имаат повторно. Тие се гласовите, ние немаме други гласови. Да, особено што голем дел од луѓето кои што досега не сакале да гласаат во албанскиот народ, зборувам, затоа што биле убедени дека Дуј победува, сега велат можеби и да важи мојот глас, нели што види, тука, нема да биде фрлен гласот. Тука сега не се знае како ќе излезе, но генерално изед Меджити со тие гласови што ги повлече, тоа 1% не е тоа 1%, него всушност е 2%, затоа што директно одземаш од едниот, додаваш кај другиот. И затоа и всушност и сега има помала разлика. Но повторно ќе кажам, според мене клучот е во алијанса на албанците. Алијанса за албанците исто се врати генерално на она 2016 што беше. Нели они пораснаа во меѓувреме, но со оглед на сите случувања изминатиот период и плюс сега се и делот. На некој начин дел од власта, се вратија на тој рейтинг околу 2%, што исто така им носи, да речеме, 3 пратеника. А тие 3 пратеника може да вредат како 30. Затоа што ако остане вака, излегува дека од нив зависи кој ќе биде во идната власт заедно со ВМРО-ДПМН. Затоа што ако вама е јасна ситуацијата, вама не е баш јасна ситуација. Дали тоа ќе биде Дуј, дали тоа ќе биде тој опозицијски фронт на Беса и алтернатива и мислам дека алијанса на албанците може да одигра таа клучна улога. Све зависи. Јас мислам дека Таравари тоа го сака, прашање е дали ќе успее тоа да го постигне, затоа што и таму има одредени несогласувања, но на 3 нивоа. Види, да, ја не сакам да шпекулирам, затоа што, да, нели сите сме слушно разодрени, но многу е, ако гледаме вака надворешно, ако го наблюдуваме целиот тој процес, многу едноставно. Ако алијанса отиде сега со опозицијата, заедно, нели, она ќе биде, да речеме, еднаков партнер, но нема да биде доминантен партнер, како што беше на претходните избори. Така. Ако отиде кај Дуј, ќе си биде привесок. Да кажеме помал партнер некако.
без некои многу големи шанси за одлучување и евентуално одредени привилегии за поединци само од таа партија. Ако отиде сама, веќе станува многу сериозен фактор. И по цена можеби, не знам, ако и понудат другите и плюс две пратенички места, плюс 3, плюс 1, не е битно, значи по цена на помалку пратен, тие ќе вредат повеќе. Интересна математика, да. Тие ќе вредат повеќе. Така да, таа жртва за 1-2 пратеника, кога би оделе они сами, ќе им се исплати затоа што после они ќе одлучуваат и тогаш веќе акциите нивни ќе бидат многу поголеми во однос на понудата што ќе им дојде и од страната, не знам, на ДУИ и од страната на самата опозиција. Да, во комплицирана ситуација Алијанса има информација од партијата, нели различни структури таму, дека таму во моментов има 3 крила, едното под контрола на Таравари, другото контрола на Села и третото под контрола на ДУИ. Многу интересна ситуација има во Алијанса. И особено што Алијанса беше во владата 2017 година, па си замина, па беше во опозиција, Таравари велеше дека со криминалци не влега во влада, па влезе во влада. Сега навистина не можам да предпоставам како Таравари ќе игра утре. Еве во влада со Дујеве, гледам дека сега почна да ги напаѓаат последниве 5-6 дена, значи се подготвува за опозиција веројатно, односно да излезе од владата. Тоа се моите информации, дека Таравари сега да излезе од владата. Сега дали има контрола на своите пратеници или Артан Груби ги има пратениците под негова контрола на Алијанса, не знам, сега ова не се шпекулации, ова се информации од различни структури во партијата. Меѓутоа, ако Алијанса оди сама, тогаш имате два еднакви блока, нели да речеме ДУИ, со ДПА таму е, нели со Аријанит Хоџа, нели имаше една анкета вчера на некој институт од Тетово, чинам, каде што се мерија и албанските партии, таму беа ставени повеќе привезоци, да речеме, на ДУИ, Аријанит Хоџа и ДПА на Тачи. Од друга страна ги имате БЕСА, нели, алтернатива и Изедмеджити, значи ќе имаме два блока идентични. Јасно е дека ВМРО, рековме таму е завршена приказната кој ќе составува владата, јасно е дека ВМРО нема да оди со ДУИ. Зошто Алијанса свесно би отишла да соработува со ДУИ кога постои шанса огромна да не влезе во владата? Па види, прашањето е дали ќе успее, не знам, ако Таравари има таква намера, затоа што ако он, како што велите, се подготвува да напушти владата, и тоа може елегантно да го направи, бидејќи они рекоа, нели, требаше досега да го направи, сега веќе кога пропаѓа се распаѓа системот. Не, он може да го направи затоа што он на тие гласачи на кои што им собраќа кажа дека влегува во владата со цел, нели, тие евроинтеграции да ги потигнат, која сега веќе јасно е дека нема ништо, нели, како што зборевме од, не знам, уставни измени и така натаму, и ќе има и техничка влада. Без разлика дали ќе биде крај на јануари или ќе биде февруари, ќе биде сега набрзо. Веќе се губи причината и он може да каже дека на некој начин излегува од власт. Дека кога имаш техничка влада, таа е за да ги подготви изборите. Де факто оваа влада политичка што е во моментов може да биде уште 2 до 3 месеца. Јануари, не знам зашто некој би го рачунал кога се едноставно. Но малку нечесно е, сега јас не ми е целта Таравари, нечесно е вие да чекате до последно да излезете, а знаете дека се знаеш уште во август, 18 август не помина првата фаза од уставните измени и ќе беше често тогаш Таравари да излезе рече луѓе ние немаме можност за такво нешто. Да, ама тогаш ќе се на тој начин ќе се предизвика побрзи избори. И после ќе беше обвинет кај албанците дека он го нарушил евроинтеграцијскиот курс на земјата. Добро, може и така да се гледа, прифаќам, да. Така да, види, ако воопшто има некој во држава што верува дека имало таква европска агенда, како сопругата на Кастриот Реджепи, кога гуляла Макрон на телевизија, остана како виц тоа, никој... Добро, види, знаеш како, без разлика дали е релевантно тоа или не е релевантно, очигледно дека има дел од гласачите што веруваат може тоа и нели они излегуваат и го даваат својот глас. Она што кај Алијанса ќе биде интересно да идеме, затоа што ако излезе Таравари, ако навистина излезе Алијанса,
Тоа значи дека он успел да го сочува структурата на алијанси и ќе оди сам на избори. Тоа ќе видиме, јас се сомневам. Затоа реков, дали ќе му гласаат воопшто пратеници да излезат од владата. Тоа не толку битно веќе дали ќе му гласаат пратениците. Ако он како партија реши без разлика дали пратениците ќе останат или не, и така ќе да пратеници уште неколку месеци. Значи, тогаш очигледно успеал тие структури дифузни, да речеме што се внатре, да ги сплоти. И он има една би рекол сериозна придобивка, тоа што е градоначалник на Гостивар. Значи, кој што го доби со гласови на ВМРО ДПМН, да не заборавиме, многу интересна ситуација тука е. За враќање има тука. Сакам, значи, он е градоначалник на Гостивар и тоа му дава една добра стартна позиција за да може да се организира како партија. Нели? Доколку идат сами. Сега, доколку останат, тогаш има други сценарија кои што се неповолни за алијанса, значи да станат, не знам, додат заедно со Дуиво на исти листи, да се расцепи партијата, едно крило, второ крило. Значи тоа се веќе сценарија кои што за нив не се. Не може да заеме. Да, но чекајте, професоре, ме интересира. Во ситуацијата кога е јасна поларизацијата, има македонскиот и албанскиот блок. Добро. Значи имате јасно изразени приврзаници на опозицијскиот блок во албанскиот блок практично и за Дуи, да речеме, за Таравари би било многу опасно да биде третиот. Затоа што кога ќе биде привезок, макар и привезок, тоа е погрешен збор, сепак тоа му гарантира некаква состојба. Луѓето по интенција гласаат за некој во кој што гледа дека може да направи разлика. Ако вие имате силен опозицијски блок и имате силна Дуи каква што е, зашто некој би се нафатил да гласа за ова мое размислување за алијанса за албанците, која што секако отпаѓа, ако реши сама да оди и од овој и од овој блок. Па затоа што токму он иде на таа варијанта, ова што ви ја кажав, златна, дека они се златна карта, дека они се тој тас кој што... Не, јас тоа го разбирам ризикот кај него, меѓутоа кај гласачите, зашто гласачите би се нафатиле да влезат во таа приказна? Затоа што гласачите... Бидејќи нас луѓето сакаат победник, а не некој трет. Епа, он ќе се представи дека он со таа трета опција ќе биде победникот, дека он ќе одлучи кој ќе биде овакво. И сега луѓето сакаат да бидат со тој што ќе одлучува. Околу победниците, ако ми дозволи Горан. Анкетирањето генерално е многу комплицирана работа, иако луѓето мислат дека тоа е просто само јавување на телефони, не знаме, испрашување и секогаш барем вие со вас најмногу сум разговарал на таа тема, многу внимавате кога давате проценки. Ми се чини прв пат сега, ако грешам, ве поправете ме. Ако грешам, нека изгора. Нека изгора, да. Бевте експлицитен дека Македонија ќе има нова влада и дека СДСМ ќе оди во опозиција. И претходно велевте, нели, околностите одат кон тоа, но да не брзаме. Сега веќе дојдовме во ситуација кога веќе не постои простор за таква радикална промена што ќе спаси власт. Нешто што никогаш претходно не го кажа. Па затоа зборувам. Види, сами кажавте, оваа разлика која што е континуирана и која што само се зголемува повеќе или помалку во изминативе 2 години од локалните избори навака, едноставно не остава простор за некаква друга опција. И ако ви текнува пред неколку месеци, нели ги дискутиравме по тезите што ќе сака да ги влече СДСМ. Да. Пред летото беше или така нешто, мај, јуни, кога беше? Јуни, крајот на јуни. Видовме дека они се обидуваат токму тие потези да ги повлечат. Тоа беше обидот за да се спаси што може да се спаси. Значи, они се обидува, нели, единствен начин на кој што ќе можеше да се намали оваа разлика е доколку се купеа пратеници од ВМРО ДПМН, нешто слично сценариото со Преспанскиот договор 2018 и тогаш ќе се намалеше едноставно довербата во ВМРО. Немаше да можеби да изгуби ВМРО ДПМН, но разликата ќе се намалеше и тогаш веќе се создаваше простор за игра после. Сега, тоа не се оствари. Проблемот е што они сега не знаат како да ги повлечат следните чекори. Затоа што сега имаме претседателски избори. Целта беше, нели, по таа промена на устав, од една страна со
разнишена доверба во ВМРО ДПМН, од друга страна со некаква победничка еуфорија, иако не знам кој би можел да биде еуфоричен за внесување на бугари уставот и отворање на таа Пандорина кутија со протоколот и со... За тоа е друга тема, да не навлегувам, мислам дека доволно сме обработили. Но, со некоја еуфорија и со помош, нели, на албанскиот партнер, етничките албанци во владата, што се партиите, дуи сите што не е битно, да направи обид за председател, да победи на председателски избори и после кога ќе дојдат парламентарни избори, да уште повеќе дополнително да се намали таа разлика, за да има простор или да проба СДСМ да прави, не знам, влада, што ќе беше многу тешко, скоро и невозможно, или веќе она опција последна што ја зборевме и тогаш, да прави концентрациона влада, да се направи влада каде што ќе влезат сите партии, така да се спаси СДСМ всушност. Но сега што така е невозможно? Зошто би правил некој... Не, ама види, ова ти кажувам, првите два чекори требаше да бидат исполнети, промена на устав и победа на председателски избори, за да се случи тоа. И затоа всушност они Ковачевски, иако сега веќе не е јасно зошто инсистира, но затоа они тогаш инсистира на времето дека тоа треба два изборни циклуси да биде. Што ќе биде ужасно скапо и непотребно. Да. И сега немаме промена на устав. Разликата може само да се зголемува затоа што сега ВМРО ДПМН кога станува јасно, затоа што граѓаните се уште, знаеш, не беа сигурни дека нема да има. И се уште има граѓани што не се сигурни дека нема да има промена. Но како поминува време, така расте довербата дека, не знам, ВМРО ДПМН стои на она што е кажано и ги штити тие национални интереси. Што значи довербата во нив расте, довербата автоматски во владата паѓа. Пропадна целиот наратив на власта пропадна. И сега имате вие влада која што од 2020 година до сега нема ништо друго направено освен што повторува за тие европски интеграции за на крај да дојдеме во ќорсокак. И кое е постигнувањето на оваа власт? Еве ќе искочат на избори, кое е постигнувањето на оваа власт? Добро, економијата цвета, вие не го читате сајтот на СДСМ. Овдека сакам да влезам во тој домен што веројатно е, што е веројатно домен на илузии, но ќе го прашам. 44-та година, особено 45-та година, кога веќе е извесен поразот на нацистичка Германија, почнува многу радикално да се зборува за така наречено Вундервафе, чудесно оружје, кое што би требало да спаси ситуацијата и изгубената војна. Сега паралела може би екстремна, меѓутоа во принцип сакам да ја прашам, за да се случи чудесно оружје да се излече, како се каже, Вундервафе, отприлика е изразот на германски мислам, може ли СДСМ како главна партија да направи некаков потек, еден потек или два потека кои што ќе бидат толку радикални во последниве неколку месеци кои што ќе предизвикаат таков еден пролом не на воскит, меѓутоа на промена на расположението кај граѓаните. Можат ли одеднашка да извадат, не знам, 10 милиарди евра во име на инвестиции? Затоа велам дека сме во доменот на илузиите. Нешто толку радикално, бидејќи има луѓе што викаат сега ќе видите на крајот што ќе се случи. Значи, знаеш, единствен аз им беше политички аз, промената на уставот. И тоа не заради европски интеграции, туку за да се ослаби ВМРО ДПМН. Сега од кога тоа не успеа, веќе вториот чекор е илузорен, затоа што и на председателските избори се разбира дека ќе се преслика состојбата која што е кај политичките партии, затоа што политичките партии ги предлагаат председателските кандидати. Особено ќе биде проблем што Пендаровски не ужива некаква доверба за да може он сам да генерира одреден број на гласови. Нема и кај него е паднат, затоа што он е председател веќе 5 години, не може да оди сега со некакви ветувања, ако ти пред 5 години претходно го менуваш ставот буквално на саат време. Но токму денеска Каевски вели кандидатот на СДСМ ќе победи на председателските избори и СДСМ ќе формира влада. А па што да каже друго? Да, често пати ја зборуваме оваа состојба практично кога некој мислам дека зборувавме и помалку се шегувавме пред емисијата, што треба да направи човек кој што е во изгубена позиција на само неколку месеци пред избори. Да рече се предавам, нема логика. Тоа политички не, како нема логика. Кој во политика рекол се предавам, ние одидовме доста ни беше. Десетина пример имало во Европа, зборам сега, во нормалните држави каде што власта која што знае дека сигурно губи, се повлекува, оди на предвременни избори. Свесна дека ќе изгуби, за да
кај нас, ја зборам во Европа. Горан, Ние сме во Европа. Ова е многу широк ама спектар, ние да. ова го зборевме минатата година и пред неколку месеци. Значи, СДСМ за да го направи, да беше способна да го направи тој потек, ќе го направеше кога дојде францускиот предлог. Ке скочеше Ковачевски и ке каже: ние успеавме да го направиме ова и ова, немаме 80 пратеника, бараме подршка од вас, ќе идеме на предвремени избори. Многу елегантно. Ке изгубеше, но ќе го зачуваше достоинството на самата политичка партија, ќе имаше многу пратеници во парламентот. Ќе беше многу сериозна, многу сериозна опозиција, која што ќе можеше да се изгради да ги лови грешките на власта и за 4 години, нели, ако власта е неуспешна, да се врати. Но колку може да можеше и после Преспанскиот да го направи тоа. Ова Преспанскиот францускиот предлог од која го прифатија, значи тоа да биде минатата есен. Можеше и сега летово кога веќе гледаш дека немаш гласови, можеше и есенва да имаме избори. Тие шанси се испуштени, што очекувате друго? Колку е можно влијанието? Знам дека е помалку небулозно, меѓутоа еве бидејќи го читам Каевски токму пред мене, пратеникот и портпарол на СДСМ Дарко Каевски да кажам, она инсистирање на овие избори велики бидат референдум на кој ќе треба да се избере дали сме за напредок на државата или за блокади и враќање во темното иното. Миното може ли да се најде дополнителен глас меѓу граѓаните кој што едноставно ќе рече ајде да не се шегуваме, овие сепак се за Европа, опозицијата ќе не врати во темното минато, некоја таква. Со ова може да се убедат радикалните подржувачи на власта, тие што не се откажуваат ни по точка разно. Зборуваме за некој дополнителен, некој што е неутрален или некој што размислува па вели да не влеземе во изолација. 7 години ќе бидат до следниот мај, кога треба да бидат изборите на власт, че оваа гарнитура. Ако сметаат граѓаните дека за овие 7 години имаат постигнување кои што вредат, дека си гласаат за нив, но рейтинзите и анкетите покажуваат спротивно. Така да, знаете како, кога почнува да паѓа довербата во власт, они освоија, да не забораваме, 430 и 440.000 гласа 2016 година. Веќе 2019 година тие паднаа на 300.000. 2020 со корона, со значи корона криза, со политиски часови, со ограничен влез, со одредени нели индиции дека се делеле пакети по и така натаму со сите градоначалници кај СДСМ заедно со централната власт, со БЕСА заедно, они има 7-8 гласа предност, значи они има околу 320.000 со се БЕСА, што значи без БЕСА имале и по 300.000 може. Тоа ова говориме 2020. Тогаш требаше се напри концентрација на влада. Ја тоаш го кажав, исто кој 2016, значи кога се 2-3 пратеника, а имаме доста поларизирани тезична атмосфера, имаме криза, тогаш се прави концентрација на влада. Не на 20, не знам, имаме избори и според овие бројки разликата ќе биде најмалку 20 пратеника, каква концентрациона влада ќе правиме? Зашто да правиме? Зашто би ја правил? Зашто некој би ја правил? Така да, тогаш требаше се направи таа и тогаш беше и шансата на СДСМ да се излече. Значи, 2020 година. И сега, кога имате пат, тој само се засили, веќе 2021 беше јасно. Значи, резултатите 2021 јасно покажа до каде е поддршката и каква е поддршката. Вие како власт, после година-две од владењето, не може да очекувате дека ќе го зголемите вашето гласачко тело. Вие може да очекувате дека ќе го задржите. Значи, ако работите посветено, добро и ги исполнувате очекувањата на оние што ве гласале, вие ќе го задржите тој рейтинг. Тоа го правеше ВМРО, да речеме, од 2008 до 2016. Да. И прилично успешно. Они ги качија до 2008 на околу 450.000 гласови и тие 450.000 гласови беа до 2016 година. Значи, не можете вие да качувате. Вие едноставно може
со добра работа да ги задржите тие гласачи. 2006 има помалку, 2008 ги качија после Букуреш. Да, и од затоа тогаш па до затоа ве велам. завидување, па ВМРО победи 2016, 416.000. Затоа ви велам. ВМРО имаше 450.000, јас СДСМ имаше 436.000. Тоа беше. 450 и нешто, 20.000 беше разлика. Значи, затоа велам, кога ќе доете на власт, вие може да го зголемите вашето гласачко тело. Затоа што тогаш може да привлечете дополнителен корпус на неопределени кои што, да речеме, ќе видат дека вие работите, плюс доаѓаат и оние клиентелистички гласови, нели, стандард со секоја власт, ги зголемувате гласовите и после ако работите добро ќе ги задржите, ако не работите почнува да паѓа. Сега ние сме во ситуација каде што од оној гласачки корпус 2016 власта е не е ни преполовена. 2/3 скоро оди кон 2/3 да изгуби. Од 450 сега на 150. Под 50% е намалена поддршката од таа што била тогаш. Сега најмногу што може да се надава е да задржи оваа поддршка. Ама прашањето е како? Кога ние за 3 месеци имаме техничка влада? Например, може да го отворат автопатот Охрид-Кичево. Да. Добро, тој автопат Охрид-Кичево, значи, беше предвиден да се заврши 2019. Интензитетот на работите до промена на власта идеше, нели, според предвиденото, дојдоа, па почна, нели, трасата била промашена, ова било се зголемија парите, не знам што се направи. Екстра, па треба значи, сега, пари... Последниот рок, 3 одлагања имаше, последниот рок е декември 2023 година сега, значи, еве ќе почекаме уште месец и пол, се шегуваме, се разбира. Очигледно е дека, дека повторно треба да дојде друга власт за да го заврши. Тоа исто како со клиничкиот центар. Јас се кладев со мои пријатели кога го поништија тендерот дека ние нема да видиме клинички центар. Клиничкиот центар беше подготвен, почна да се гради, парите спремни. Не, ние ќе го направиме, па не знам каде во Ѓорче, па не знам каменте мелници, па не знам ливади, Кај е клиничкиот центар? Еве пак ќе прашам, кај е клиничкиот центар? Барем автопатот Бехтел-Ленка се завршени тие работи, барем. До сега пет отварани. Но може ли да петера некако на иронија, гледам Горан, но може ли да одиме во една друга крајност? Има преоптимисти можеби во рамки на опозицијата кои што очекуваат целосен слом на СДСМ. Па се калкулира со намалување на гласачкото тело на СДСМ до некои неверојатни граници, дури и под 150 па и под 100.000 гласачи. Искрено не би шпекулирал со тоа, ако е тоа прашање. Да. Не би шпекулирал јас со тоа, све зависи како ќе одигра СДСМ. Сега искрено ако јас гледам од чисто политичко-партиска перспектива на СДСМ, тогаш изборите јас би ги закажал парламентарни со првиот круг председателски. Бидејќи тогаш негативниот ефект нема да се прелее. Они очекува позитивен ефект, но со непромената на уставот не може да се надеваат на тој позитивен за нив ефект, нели, односно намалување на гласачкото тело кај ВМРО-ДПМ. И ефектот од гласањето во првиот круг на изборите, ако се парламентарните заедно, нема да го почувствуваат. Ако гледаме од аспект на државата, а ние се разбира дека гледаме од аспект на државата, тогаш изборите треба да бидат вториот круг, значи заедно со претседателските парламентарните во вториот круг, за да се обезбеди цензус, за да се заштедат пари, за да не се закочи економијата наместо, не знам, 3 месеци, да се закочи... Повеќе од што мора. Да се закочи 6 месеци. Иначе ако гледаме од партиска перспектива на ВМРО па најмногу му одговара да се одвоени. И сега ние сме во ситуација каде што... Ова е многу интересен феномен, да. ВМРО притиска... Власта инсистира на посебни, а на Не ВМРО... власта. Ковачевски инсистира. И тука е, значи, ние во анкетата имавме и прашање за граѓаните. Дали треба да бидат изборите заедно или одвоени? Огромен број од нив, 2/3, се за да бидат заедно. 6,6%. Бројот на ѓавол, 666. 15% и помалце се против. Односно се за да бидат одвоени. Да. Ја објавив и табелата со кростабулациите на одговорите на тоа прашање со партиската преференца. Буквално сите приврзаници на сите партии, па и оние неопределени све, во мнозинство се за да бидат тие заедно. Значи и приврзаниците на СДСМ
симпатизерите, членовите, се за да видат тие заедно. А видовме дека и кај дуи се едно има, они вика ние ќе победиме, нема проблем. Таравари е за да бидат заедно, опозицијата комплетно е за да бидат заедно. Значи останува само Таче, односно премиерот Ковачевски Димитар, кој што е против. А која е логиката, Господ не знае. Освен да остане уште еден месец премиер, ја навистина не гледам друга логика. Па добро, стварно тоа не е гледам или друга другото е најобичен каприца, сепак каприцот не би требало да го земеме во. Сериозно не гледам друга во игра. логика. Сериозно не, бидејќи нема ниту еден аргумент. Они се обидоа со некој аргумент, не знам, многу се блиску до крајниот рок за избор на председател, што ако има повторување? Па не се ова локални избори за да има повторување, па тоа да влие, че повторување има ако има влијание на резултат. Збориме за председателски избори. Нема да бидат 1000-2000 гласа разлика, да се разбере. Нити тоа некој го очекува. Без разлика кој ќе победи. Така да нема, Да расчистиме што кажувате малку за дел луѓето, сега. дека е нејасно. Зашто има разликата за кандидатот на ВМРО ДПМН претпоставувам и коалицијата ќе биде огромна пред кандидатот на власта и затоа нема да има влијание ако има повторно гласање. За тоа зборувате, така? Не мора да биде огромна. Ќе биде разлика која што без разлика до сега сме имале повеќе председателски изборни циклуси. Никогаш ние сме немале циклус каде што не знам разликата 1000-2000 гласа. И не можеш ни да очекуваш, затоа што говориме за 700-800 гласа. Да. Че не можеш да очекуваш. 1% од тие 700-800 гласа е 8000 гласа. Да. А борбата биде двајца луѓе. И да има повторување во одредени изборни места, тие нема да има влијание, затоа тоа нема да влијае на резултатот. Сакам да ви кажам дека нема никаков валиден аргумент зошто тие избори би биле одвоени. Буквално нема никаков валиден аргумент. Има некои информации што доаѓаат од СДСМ, каде што велат дека во зависност од тоа кој ќе биде кандидат, тоа веќе се знае дека Пендаровски, Спасовски, Радмила Шекеринска се спомнува и Фатмир Битики. Дека едно сценарио Фатмир Битики, доколку биде, тој ќе може да ги собере сите албански гласови во вториот круг и со некаква добра кампања на СДСМ се зборуваат таму некакви американски, израелски и други експерти. Добро. Да се влезе во трка во втор круг и тука да победи таа. Колку и да е смешно ова. Сега вака, значи ако е така, тогаш Таче, односно Ковачевски, треба да биде прв кој што ќе сака да има председателски заедно со парламентарни избори во вториот, така? Ако е оваа логика. Тогаш ќе излезат албанците. И некој тешко да ги натераш да излезат албанците во вториот круг и да гласаат. Но ако биде Фатмир Битики има логика, да албанец би гласале за албанец. Не знам дали ќе излезат и да гласаат, бидејќи знаеш како? Да, албанец, ама опозицијските албански партии ќе имаат свој кандидат. И сега во прв круг, од него да влезе во втор круг. Точно. И сега вие во втор круг како опозицијски да гласате за власта на ДУИ на СДСМ, без разлика дали е албанец или не е албанец. Нема тоа некоја голема логика. Има многу различни варијанти, сценарија. Ако има добар кандидат албанската опозиција, а јас од тие двајца што ги слушам, мислам дека двајца да се одлични, како тоа ќе делува на ДУИ кој што Бојар Османи веќе најави дека може да има заеднички кандидат со СДСМ и ако тој нивни кандидат освои да речеме 200.000 што е сосема можно да освои. Значи и ДУИ, Алијанса и СДСМ освои 200.000, а кандидатот на албанската опозиција освои 100.000. Тука е веќе прашање на престиж. Тука тогаш ДУИ ќе биде во катастрофална ситуација. Ми е зборот дали ДУИ можеби сама ќе излезе со свој кандидат. Па да не влезе кандидатот на СДСМ во втор круг. Зависи тоа како ќе направи ДУИ процена. Ако навистина има сериозен кандидат кај опозицијските партии кој што може да привлече доста гласови, тие гласови после може бидејќи ќе бидат брзо, без разлика која ќе бидат парламентарните, ќе бидат многу брзо, тие може да ги ефектуираат после и на парламентарни. Сега зашто ви кажав она да го завршам мислата зашто на ВМРО ДПМН би му одговарале одвоени избори. Бидејќи најголеми се шансите председателскиот кандидат на опозицијата, односно на ВМРО ДПМН, да победи на тие избори. Тогаш автоматски имате еден буст кој што ќе го ефектуираат подоцна на парламентарните избори. Че имате прв круг,
во тој првиот круг претпоставките се дека нели кандидатот на опозицијата ќе води со одредена разлика. Мицкоски рече со 100.000 рече ќе води, еве да Ќе речеме. видиме каква ќе биде. Значи ќе имаме анкети, тогаш се разбери да председателски кандидат ќе објавиме, ќе дискутираме. Да не нагаѓаме сега од ране уште. Не, според ова што се гледа сега распоредот на силите на партиите, објективно е дека за може да партиите е јасно. Мислам до Но и за сега кандидатите, кај до нас. сега е за партиите јасно, за кандидатите ќе видиме кога ќе излезат, ќе направиме анкета, ќе објавиме и ќе дискутираме. Но доколку води кандидатот на ВМРО ДПМН во првиот круг на претседателски избори, тогаш кај албанците прашање дали ќе има мотивација да излезат они во вториот круг. Тоа е прашањето. Второто прашање. Не дали ќе има мотивација, туку дали ќе има можеби тивок бојкот. Бидејќи ако не се успешни претседателските избори, и тоа пази, тоа е сосема легитимно. Дуј може да одлучи дека чекај, нас не треба буст за пред избори. Ако не се успешни, председател на собранието е веде председател на државата и дуј тогаш ќе каже, нели, покрај премиер албанец, дека ги имаат главните функции. Не албанци, туку дуј. Министер за финанси. Туку дуј. Ова е многу важно. За И со надворешни тоа, работи. и пази, они со тоа ќе си имаат еден буст за изборите. Ја не велам дека дуј го заговара тоа да бидат одвоени изборите. Ја затоа спомнав. Тие велат дека е седно име. Но ќе имаат шанса што може да искористат, особено што сосема легитимно ќе им биде доколку губи нивниот заеднички кандидат со СДСМ во првиот круг. И сега вие ќе имате втор круг на председателски избори. Само пред вториот круг. Но ова е катастрофална ситуација за СДСМ. Дуј ќе има се, СДСМ ќе нема ништо и ќе треба да излезе после пред граѓаните да бара доверба на парламентарните избори. Ама сега ја затоа ви велам дека колку и да звучи контрадикторно, тоа му одговара на ВМРО ДПМН. И ако ВМРО ДПМН ги следеше чисто партиските интереси, они оберучке веднаш ќе го прифатеа предлогот на Ковачевски. Место да бараат заедно. Односно, изборите да се одржат заедно. И сите политички фактори јасно им е и меѓународната, значи на сите им е јасно дека ние имаме проблем со цензусот и дека треба да бидат избори заедно. Зошто се доведува државата во ситуација на политичка и уставна криза? А сега, затоа ви велам, за државата е најдобро да биде тоа. За СДСМ е најдобро она што ви кажа во прв круг да бидат, а за ВМРО ДПМН е да бидат посебно, бидејќи во вториот круг ќе имате тивок бојкот кај дуј, значи намалување на гласовите за кандидатот, плюс ќе имате разочараност и кај дел од гласачите на СДСМ. Со што они нема да излезат дел од нив исто во вториот круг. И таа разлика, а вамо имате тие кандидати што ќе отпаднат, тие се генерално на опозицијски партии. Нивните подржувачи доколку излезат во втор круг ќе гласаат за кандидатот на опозицијата. Може ќе се седат дома дел од нив, но тие што ќе излезат ќе гласаат за кандидатот на опозицијата. Потенцијалот на кандидатот на опозицијата ќе биде многу поголем. А вамо кај кандидатот на власт он нема потенцијал за втор круг бидејќи нели се здружија уште во првиот. Се рачуњате колкава разлика тогаш би излегла. И после тоа имате парламентарни избори за месец или два. Кога збориме за бојкотот, многу опасна варијанта за власта заради тоа што ако има бојкот, ја не само кај дуј, ја мислам дека кај СДСМ ќе има интерес да пропаднат изборите, да не добие ВМРО председател се разбира, или ќе биде може некој независен кандидат ќе биде да не биде ВМРО. Но ако во вториот круг пропадат изборите, но ВМРО добие да речеме 500.000 гласови, а кандидатот на власта кој што не може да биде тргнат од ливчето, освои да речеме 80-50.000 гласови, тоа е страшна порака за парламентарните избори. Тоа е нешто што не мора да биде ни таква, значи доволна е разликата да биде не знам и 100.000 гласови за да ја прати пораката што треба да се прати. Не мора да биде 400.000 гласови. Сакам да ви кажам, едноставно последиците од тој втор круг, освен што ќе бидат лоши за државата, бидејќи влегуваме во политичка криза, тие се пред се лоши за самата власт која што ги организира избори, плюс за партијата која што ги губи тие, значи ги изгубила тие председателски избори и после треба да идат на парламентарни. Тогаш тој рейтинг што се очекува, односно тој број на пратеници што се предвидува да го освојат доколку се тие изборни циклуси заедно, може да се преполови. Видете, земете ги пример изборите за градоначалник. Значи луѓето сакаат да гласат за победникот, дел од луѓето. Тоа треба да биде јасно. Се приклонуваат кон победникот. Тоа е, значи, си има цела теорија за тоа која што е
докажана Па и повеќе пракса, пати. не само теорија. Која што е докажана, не, теорија која што Да, е да, покажана во самите изборни циклуси. Спиралата на мокот. Значи, во првиот круг, после убедливата победа на ВМРО ДПМН на локалните избори, во вториот круг СДСМ изгуби и општини за кои што се претпоставуваше дека ќе ги доби, односно каде што имаше и одредено водство. Исто како што се случи 2017 кога беше обратна ситуација. Сега ќе биде исто така многу слично. Значи вие ќе ги снема оние клиентелистички гласови, затоа што веќе ќе биде кристално јасно што се случува, ќе ги снема клиентелистички гласови. Ќе снема дел од гласовите кои што едноставно сметале можеби дека, иако не се многу, дека може ќе победи таа партија, или ќе се разочараат, нема да гласаат, а од другата страна ќе имате клиентелистички гласови кај опозицијата и плюс оние кои што сакаат да бидат со победник. И дополнително тука е Максим Димитриевски, 2,9 на вашата анкета на ИПИС, што е сериозна бројка да речам, тоа се најголем гласачи пронешени на СДСМ, претпоставувам. Види, тоа движење на Максим Димитриевски, односно за наша Македонија, знам, нели го промовира пред известно време. Очигледно дека има одредена поддршка, особено од тој лев центар, значи, кај што се гласачите на СДСМ, затоа што видете, СДСМ се базираше 30 години, меѓу другото и на тие некаи партизански корени, односно корени од Народно-ослободителната војна, и победата на бугарскиот фашистички окупатор. Се имате ситуација каде што они се збунети, буквално се збунети. Че она што е основа на постоење на нивната идеологија, да, апсолутно. На таа идеолошка матрица, вие го губите. И особено тешко ги погоди тие луѓе, тоа се долгогодишни гласачи на СДСМ. Тешко ги погоди овој однос на власта во однос нели на тоа бугарско прашање. Плюс јасно беше тргнато од уставот. Плюс Максим Димитриевски, за разлика од одредени, како да ги наречеме, Python партии, кои што нели сакаат да бидат со победникот, кој ќе се види дека победникот губи одат кај другиот победник и така натаму нели си во круг. Максим Димитриевски излезе од партијата поради несогласување во врвот на моќта на СДСМ. Значи, одредени принципи. И луѓето, дел од луѓето, нели, го ценат тоа. Има тука и други луѓе, претпоставувам, кои што се околу него, направија конвенција, така да тоа се покажува. Сакам да кажам, тоа е сериозен удар за СДСМ. Тоа се покажува на анкетите. Сите други тоа проблеми... се покажува на анкетите. Па види, моите очекувања се дека партијата на Максим Димитриевски и Левица заедно ќе имаат околу 10 пратеника. Сега како ќе биде соодносот, значи се уште е рано. Тука некаде Левица има 3,5, Максим има 2,9. Но заедно мислам дека они ќе имаат 10 пратеника. И без разлика дали едниот ќе има 5, другиот 5, едниот 6, другиот 4, едниот 7, другиот 4, не е битно, значи, сега кога ќе кажеме 10 пратеника, може 11, може 9, ама генерално, тоа е сосема сериозна бројка. И они ќе бидат одреден фактор во следниот парламент. Се ближиме до времето за кратките вести на Алфа. Околу терминот за изборите и околу тоа дали ќе бидат споени или не, се уште се расправа. Јас не знам, Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, секој ден повторува ајде да се сретнеме, да разговараме, нешто премиерот калкулира. Меѓутоа денеска интересна порака испрати Христијан Мицкоски, може би претходно имало, сега во моментов не ми текнува, кон, како што ги рече, честните гласачи на СДСМ. Вели, не дозволувајте да бидете измеќери на дуи и застанете со нас да се обединиме против ова што не гуши сите. Значи, пораки за обединување од секогаш имало, меѓутоа директно кон политичкиот ривал, кон неговата срж, ми се чини до сега не е испратен. Па види, тоа е во согласно со нели она порака на ВМРО ДПМН дека изборите ќе бидат референдумски за тоа дали ќе се задржи Македонија како таква или ќе продолжиме по патот во кој што одиме изминативе 5-6 години, од кои што многу граѓани се незадоволни. Иако јас пак ќе кажам, тие што се незадоволни од СДСМ,
нема да отидат ке ВМРО ДПМН, но многу веројатно е дека може да отидат ке Максим Димитриевски. Затоа што им е природна опција. Природна средина. Да, природна опција. Што правиме со овие што тоа сакам после веќе да го зборуваме. Претходно сакам околу нешто друго што го кажаме со Драган околу Мицкоски и тоа референдумско изјаснување. Тоа е единствената тема за која што СДСМ и ВМРО во моментов се согласуваат и Каевски вели референдумско и ВМРО вели референдумско. Па добро, ќе излезат Само терминот е ист. Ќе излезат на избори, ќе кажу СДСМ, гласете за нас, ние ќе ги метнеме бугарите во уставот и ќе исполниме тоа што треба, нели? Ќе излезе ВМРО ДПМН и ќе каже ние нема да ги метнеме под овие како што докажавме бугарите во уставот и ќе идеме што повеќе држи кај граѓаните. Едноставно е. Да, самите граѓани треба да се одлучат каква сакаат да им биде иднината на држава. Но последните мерења покажува 80% од процентите дека од граѓаните се против. Е па добро. Затоа и рейтингот овој што го објави. Затоа ви кажувам. Јас дури се сомневам дека СДСМ ќе оди вака клод да речам, ние ќе го смениме уставот и бугарите, затоа што се види дека таа ситуација не поминува. Ма нема што да кажат затоа што дека све Не знам дали имаме време, Драган, имаме, ми се чини. На уште само 2 минути ќе треба да бараме овој вести, се извинувам, не реклами. Чисто да кажам, вашата анкета Божиновски беше објавена на Europe-Elect. Да, често ги објавуваат. Често ги објавуваат, ова не е нешто Да. ново, да кажем. Често Затоа што се важи, се Често работи ги за прилично објавуваат, реномирана да. интернет страна. Видов и на Твитер, искрено ме радува, има доста прегледи, има доста, значи луѓе кои што го пратат тоа. И тоа е нели уште една потврда дека ние си работиме професионално. Тоа беше зборот дека овие дами и господа, ќе речев овие момци и девојки се од Европа и не би се нафатиле туку така да земат нечија анкета само затоа што им пристигнала во некој спис. Знаеш како, Europe-Elect ги објавува анкетите, они објавуваат од повеќе извори и они им даваат шанса на повеќе. Значи тоа сум го приметил. Добро. Проблемот е што они ако видат дека одреден извор, тоа што го објавува со првите следни избори не се поклопува, тогаш веќе го бришат. Тогаш веќе ги кинат, да. И знаеш како во нашата работа имаш право можеби на една грешка, можеби, ама толку е. Значи во Брисел ги прифаќаат резултатите на работата, а овде на Бихачка не прифаќаат. Ве обвинија дека била нарачана анкетата, иако таму јасно пишува дека вие сами си ја добро, анкетата. Ама и ова е напредок, затоа што имаше тврдења пред години дека се, не знам, лажни анкетите, сега ова нарачана е пак, нели? Нарачано е сепак прифатливо. Се надевам. Владимир Божиновски седи сам дома и пише. Не, знае, да чистиме, нарачана анкета не е спорно. Значи, често нарачани апсолутно. Работата е дали е нарачан резултатот, како што беше со Страту Мерде, еве да го кажам тоа, со сиот ризик да бидам тужен. Горан, многу е едноставно, знаеш, кај нас не помагарето, него посаморот. Ние едноставно ги презентираме перцепциите на граѓаните за кои што се одговорни политичките партии. Они ги креираат тие перцепции. Ние само ги мериме тие перцепции. Не можам со тие резултати да влијам на перцепциите на граѓаните. Стопати сум кажал дека тоа е обратно, да. Стопати сум кажал дека тие пуш анкети, значи анкети кои што се обидуваат да влијат на тоа, немаат никакво или имаат толку минорно влијание што стварно не се исплати. Не се исплатат парите за нив. И да се прави тоа, да. А вие ако сгрешите и ако објавувате тенденциозни резултати, и ако имате погрешна методологија, ако имате неконзистентност на резултатите, едноставно ќе исчезнате. Никој нема да сака да или нема да имате коmercijalни клиенти од што вие живеете. Па тоа е поентата. Затоа и ние ги објавуваме овие наши анкети за да може да ги споредиме со изборите и тоа да се презентира после дека е релевантна самата методологија. Овдека не бараме, односно ве покануваме да ги последите вестите на Алфа, а потоа се враќаме во вториот дел од разговорот со универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Заедно ги последивме кратките вести на Алфа, сега се враќаме на вториот дел од разговорот со универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Почитувани гледачи, како што најави господинот вице-премиер Маричич и денеска повторно во 2030 година ќе влеземе во Европската Унија.
се допаѓа, не се смее. Да, направи што можам. Ова е сериозно вести, направи што можам. Види, јас искрено би сакал да влеземе во 2030, јас би сакал утре да влеземе. Меѓутоа еве и овие 6 години што остануваат некако ќе ги протуркаме и потоа ќе влеземе, но професоре Божиновски, јас би влегол во оној така наречен персонален дел од анкетите. Една од најупорните, нема да речам мантри, туку обиди на власта се однесуваше на рейтингот на лидерите. Упорно се инсистираше дека Христијан Мицкоски како лидер на опозицијата и председател на ВМРО ДПМН не може да го достигне лидерот на рейтингот на својата партија, дека не може да излезе од отредена состојба во која што се наоѓа неговиот рейтинг. И сега имате ситуација на вашата анкета во кој што Христијан Мицкоски има 16,5% доверба од народот, Ахмети има 6,1%, Ковачевски има 5,6%, или наједноставно кажано, двајцата заедно не можат да му се доближат практично на лидерот на опозицијата кога зборуваме само како еден човек. Или 3-1 за Мицкоски во однос на Ковачевски. Добри, довербата на кај ВМРО ДПМН е поголема од заедно довербата на СДСМ и на ДУИ. Но очекувано е дека довербата во премиерот ќе биде мала, бидејќи никој не го знаеше пред да го промовира заедно. Не бил до сега на ниту едни избори и нема некаков легитимитет кај гласачите и кај граѓаните кои што го поддржуваат. Но имаше колку време помина како е премиер Ковачевски? 2 години има. Не цели 2 години. Не цели 20 месеци. 2 години се доволно време да покажете. Не сме имали сериозен резултат. Не сме имали избори и она што е перцепција на граѓаните дека рейтингот на владеачката партија се намалува во тие 2 години. Но добро, во исто време секогаш кога е некој на премиерска позиција автоматски добива 6, 7, 8, 10%. До сега секогаш било така. Да, ама граѓаните не се убедени дека е автономно тоа владење, односно таа премиерска позиција, затоа што имате многу сериозни да кажеме случаи каде што премиер треба да реагира, а не реагира, се случуваат процеси паралелно со него. Еве ова сега што е нели со коцкарниците, ова Бехтелиенка. Првиот вице-премиер ги води одредено. Да. Ние повеќе слушаме дури заменик министер понекогаш води процес. Ние повеќе слушаме на пример за вице-премиерот Грубиот колку што слушаме во медиумите за премиерот. Така да и тоа си има. Сега и Груби малку се повлече после десетина скандали сериозни. Се повлече и тој. Ковачевски е постојано присутен. Секојдневно имате спонзорирани линкови, се фрлаат десетици илјади евра месечно, можам да кажам. Не помага тоа гора, значи за да вие треба да стекнете и личен легитимитет. Значи ти треба изборен циклус и на тој изборен циклус да покажете колку вие вредите. И сега кога ќе има парламентарни избори, нели премиерот вообичаено е носител во некоја изборна единица, претпоставам во единицата. Еве сега, не знам, Ковачевски дали ќе биде во единицата, можеби во двојката, така натаму. Но генерално на тие избори ќе треба да се провери самиот. Но рейтингот на Христијан Мицкоски расте, особено во ситуација кога многумина во власта се надева дека ќе дојде до некаков слом во опозиционата партија, особено во случајот се разбира со Никола Груевски. И дека денеска да кажам само дека Христијан Мицкоски официјално рече дека го затвара случајот со Никола Груевски и дека веќе нема намера воопшто да разговара на таа тема. Мицкоски доби доверба генерално од пошироката да речеме популација. Не популација, туку поширокиот слој на симпатизери на ВМРО ДПМН со тој изграден став дека под овие услови нема уставни измени и си додржа нели до тој став, затоа што ВМРО ДПМН беше сериозно оштетено после она гласање на тие 8 теми на Муковски и компанија 2018 година. И се наруши довербата. Добро, ако сме искрени, и после сломот со Данела Арсовска ланската година во април, и тука имаше сериозен удар за ВМРО. Добро, тука имаше удар, но они успеа да го канализираат затоа што едно е погрешна проценка, а сосема Данела беше представена
како погрешна процена, бидејќи таа беше независен кандидат, поддржан погрешна процена и они излегоа и најчесно го кажаа тоа беше добар пиар. Значи квалитетен пиар, они не се обидоа со политичка пропаганда да се на некој начин да се оттргнат или да се обидат некој друг, него едноставно погрешна процена. Да, признанието, искрено признание помага кај луѓето, но во исто време таму имаше и една друга ситуација каде што ВМРО ДПМН со Данила Арсовска доби, не е дека загуби. Та победи Данила Арсовска и го урна Заев практично. Така што не може да се смета дека било целосно погрешен чекор. Не, погрешна процена во однос на работата, не погрешна процена како кандидат. За тоа го говорам. Беше поентата дека имаше и тој удар беше сериозен. Сериозен беше удар, мислам дека се покажи на анкетите. Но процесот, велам повторно, инсистирам. Денеска Мицкоски вели го затвараме приказната со Никола Груевски. Поминаа колку месец дена, 2 месеци, веќе не знам, од она случување кога се практично се покажа дека во ВМРО ДПМН сметаат дека порнешниот премиер веќе не е дел од нив, туку напротив дека дури и работи против нив. И сега се очекуваше, имаше надежи во одредени кругови дека тоа ќе предизвика оштетување во рамките на опозицијата сериозно. Не го видовме тоа до сега. Па ја искрено не верувам дека Груевски би се нафатил да работи против ВМРО ДПМН поради искуството од 2004 година, што на него му го приреди Љупчо Георгиевски, да. И тогаш имаше тоа удар врз партијата. Љупчо Георгиевски на изборите 2006 освои 60.000 гласа. Со тогаш ново формирана партија, да. Да. Но сега се сосема поинакви околности. Прво, Груевски е 5 години надвор од државата. Друго, до сега не покажал некаква интенција дека сака да работи против ВМРО ДПМН. Така да, овие работи кои што се говори остануваат сепак на едно ниво на шпекулации кои што и власта се обиде тоа да го искористи да прикаже некаков раскол, што очигледно дека не постои. Барем нити е потврден, нити може да се добијат некакви индици ниту од едната, ниту од другата релевантна страна во случајот, нели, ниту кај ВМРО Христијан Мицкоски, ниту кај Груевски. Дека тоа што се случува со кривичниот законник, Врховен суд сега имаше една голема ситуација, па Агелер отиде во Врховниот суд, укажува дека сепак Груевски бил во некаква комуникација. Ја не велам дека немало некаква, да речеме, политичка игра во која што власта би сакала да го вклучи Груевски со цел да и наштети. Не го велам тоа. Само велам дека не верувам дека Груевски под овие околности би се обидел да и наштети на Според моите информации таа работа е завршена, Груевски нема да направи никаква штета на ВМРО, ниту пак може да бидеме сега вака објективни. Сега да прашам во контекст на ова, тоа што за јавноста, најголем дел од јавност, тоа е завршена работа, но според информации кои што ги добив денеска од една анкета што ја спроведува, нема да кажам која агенцијата, која што се представува пред граѓаните, ова анкета покажува дека сепак во власта се смета за некаков судир во ВМРО ДПМН. Ќе почнам со последното прашање од овие што се поставуваат на граѓаните. Ова прашање е поставено, нема да кажам во кој град, еден голем град во Македонија. Што мислите за внатре-партиската војна во ВМРО ДПМН? Ова е прашање поставено во анкета која што го спроведува. Според ова прашање, најверојатно агенција најмена од СДСМ, предпоставувам. Од кој да е најмена не се поставува такво прашање, затоа што значи кога се конструира прашалникот, целта на самиот прашалник без разлика за кој за кого работи како е да биде објективен, да биде непристрасен. И се поставуваат прашања кои што се актуелни и кои што се потврдени како теми во јавноста, бидејќи ти бараш перцепција од јавноста. Значи јавноста за да ги има тие перцепции треба да добие информации, така.
во јавноста имаше нели индиции за некаков судир кој што се уште останаа само на индиции затоа што не видовме некаков чекор кој што би ги потврдило тие индиции и вие не можете да говорите за каква да е поособено некаква внатре-партиска војна. Но видите сега сообщенијата на СДСМ ги читате последниве 30 без разлика. Секој ден без има разлика. по едно, две. Значи тоа е, јас затоа велам дека Ама нарачувам без разлика. Тоа е наративот на СДСМ. Дека во ВМРО има внатре-партиска Ама војна. едно е тоа што политичкиот противник се обидува да наметне, а друго е она што е перцепција кај јавноста и објективни информации. Немаме објективни информации за 2004 да. Вакво прашање, ако вака не би го поставил со овој вординг никако, но е парафразирано така за луѓето што ми пренесуваат. Да кажеме слично прашање можеше и држеше вода да се постави 2004 година. Да, добро, тоа е веќе друга приказна. Едното прашањето е кои се највлијателните политичари според вас во Република Македонија? Добро. И тоа е поврзано со уште едно прашање, првото тоа што јас го добив, кој мислите дека треба да биде иден претседател на Република Македонија? И тука сега се отвара автоматски прашањето, споменав преска, нели, кај СДСМ се Пендаровски, Да, добро, вие со ќе прашање, не се тенденциозни како последното, али... Да. Има и прашање за градоначалник, има и за прашање за градоначалникот, тоа е друго. Според вас, вие не сте правиле се уште анкета за кандидат за претседатели? Ќе правиме кој ќе се објават и ќе објавим. Да. Што му одговара најмногу на СДСМ сега да остане актуелниот претседател Пендаровски, да влезе некој друг во игра, заради тоа што ако не биде Пендаровски, тоа автоматски значи пораз, признавање дека вие сте направиле грешен избор. Искрено мислам дека тоа зависи од процената на Оливер Спасовски, дали он има шанси или нема шанси да победи. Ако мисли дека има шанси да победи, бидејќи он веќе си тера кампања, јасно е, последни месеци. Гледаме. А ако има шанси да победи, тогаш ќе иде он. А ако нема шанси, ќе го остават Пендаровски. Така да Пендаровски не е она... Че Пендаровски е доколку нема некој друг. Што вака прилично тажно. А сега... Затоа што Црвенковски беше единствениот што не отиде на втор мандат и прилично честно вака се од овој аспект ако размислуваме, прилично честно. Не дека не може да тоа воопшто. Според мене човек што е на позиција, на која што инсистирал да биде и потоа да рече јас веќе не сметам дека треба да се кандидирам втор пат, а имам право, по мене малку кукавички. Мој печат. Добро се тоа, се разбира, лични ставови се тоа, лични анализи, но ситуацијата е таква да Пендаровски не одлучува. Што не одлучува дали ќе биде или нема да. Едноставно други одлучуваат за него. Или треба да го поддржи некој, како ќе иде Пендаровски, сам ќе иде на избори. Представете таа ситуација во САД. Не знам, Бајден е сега председател, сака да биде втор пат председател, не постои начин да го спречат во неговата партија. Друго е, значи поинаков е системот во САД. Види, доколку Пендаровски успееше да се истакне како еден автономен председател, силна личност, не знам, од типот на Борис Трајковски, како што беше, ако не се случеше таа несреќа авионска, Борис Трајковски можеше да бара автономен втор мандат и имаше добри шанси. Ама ако вие се покажете едноставно како продолжена рака на власт и го правите све она што го прави власта, што ќе ви каже да го направи, имате еден став за другиот ден веднаш да го смените по теркот на власта, тогаш не може да очекувате ништо друго освен да се надевате дека таа власт повторно ќе ве кандидира. Таа власт ќе го кандидира, односно партијата ќе го кандидира, само доколку другите потенцијални, многу повлијателни кандидати од типот на Спасовски се откажат. И затоа пак ќе кажам не зависи од него, и затоа кој ќе го прашува дали ќе се кандидираат, он вика не знам. Стварно не знае човекот, бидејќи треба да му каже дали ќе го кандидираат или не. Но тоа е прилично, дури и жалко за човекот, прилично мизерна политичка ситуација, да вие не знаете, чекате дали ќе му текне Спасовски дека евентуално може да направи некаков резултат, очигледно дека не може. Тоа е реалноста во моментов, Горан. Не, зборам друго, и после тоа ќе влезете во кампања, знаете дека губите, и каква ќе биде таа кампања? Јас затоа, Драган, мислам дека е почесто да рече, луѓе, не можам да поминам, 2,3 на вашава анкета, тоа е
Добро, сак има поддршка, се разбира од СДСМ, ќе има Но да не поддршка. забораваме дека истиот човек, председател Пендаровски, на предходните избори, на предпредходните избори изгуби. И потоа, што беше прв пат што кај нас во Македонија. Значи изгуби на едни председателски избори и потоа веднаш повторно се нафати. Кога некој му дозволи сега еве да бидеме малициозни до крај? Или некој Ајде, да не влегуваме премногу збори за Пендаровски, но во секој случај малку чудно е што еве ВМРО ДПМН не излегува со кандидати. Кажа Мицкоски дека има 22 кандидати, дека се прават анкети. Што е според вас подобро да се чува до крајот името на кандидатите, да се избере пред самиот крај законски или пак да се оди од сега со кандидатура? Па, како опозиција, мислам дека е подобро да се оди порано. И сега што е тоа порано? А предпоставка е дека до почетокот на следната година би требало горе-доле да се обзнани, да кажеме, кандидатот или кандидатите кои што предпоставам, не знам, ќе одат на некаква партиски конвенции, нели имаат партиите, па има повеќе кандидати, односно остануваат вајда двајца или тројца и од нив треба да се одлучат делегатите што се и така натаму и така натаму. Се запази демократската процедура. Да, ја мислам дека логично би било да некаде во јануари месец имаме веќе кандидат кај опозицијата. Зошто нема кај власта особено? Зошто нема повеќе луѓе освен овие што се ептен партиски играчи? Пендаровски вели не сум член на една политичка партија, но јасно дека тоа е СДСМ Шувела до Коска. Зошто нема некој интелектуалец? Зошто нема некој, не знам, писател? Има многу држави, особено во кризни ситуации се појавуваат луѓе кои што научници, не знам, поранешни бивши премиери, бивши председатели, кои што би влегле во таа трка. Зошто во Македонија тоа не се случува? Што мислите? Добро, види, не знам, кандидатот на ВМРО ДПМН на претходните избори е познат универзитетски професор. За власта зборам сега, за ВМРО напред тогаш според мене, нели се добра, субјективен сум малку, голем Чекро Сосилјановска, практично таа, да речам, беше независен кандидат на некој начин поддржан од ВМРО ДПМН. Така што направиш Чекор, но зошто власта не се обиде кога гледа дека со овие кандидати што се во игра многу тешко ќе помине? А зашто мислите дека некој би се нафатил еве со, да речеме, чисто политичко минато, односно без некакво петно заедно? Ова е пологично прашање. Зашто би се нафатил ако е власта во моментот во ситуација да најверојатно ќе ги изгуби тие избори? Многу полесно ќе беше некој да се нафати такав, да речеме, 2019, каде што има релативно повисока поддршка. Знаете како, јас зборувам сега за кандидат на власта кој што би бил надпартиски. Искрено да бидам и можам имиња да кажам. Еве академиците Камбовски, Таки Фити, долги години биле, соработувале, да речам, и со ВМРО, и со СДСМ. Значи некаква таква надпартиска фигура, но турната од Океј, ама таа надпартиска фигура треба да смета дека ќе има шанси ако веќе се нафаќа да победи. И сега вие ако имате состојба во која што ретензиите покажуваат дека според повеќето анкети разликата е поише од дупло, еве според мојата најконзервативна е скоро дупло разликата, зашто некој би се напатил? Затоа ви велам, 2019 ќе можеше тоа да се направи, сега полесно таа надпартиска личност ако тогаш победеше да се рекандидира, ама за тоа ви кажа пак треба автономна личност која што ќе држи до својот став и која што нема да ги менува ставовите на секои 5 минути. Кој што нема да избега ако не беше председател, што е една од катастрофите на Пендаровски, но не жив. Професоре Владимир Божиновски, ви благодариме за вечерашното гостување. Благодарам поканата. Доаѓаме до самиот крај на емисијата, 4 минути по полнок. Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, нели? Од Бугарската фондација. Бугарската фондација Македонија нуди 300 евра за тие што ќе го врателе името на ОФ или на ЕФ. Горан, сакам да те прашам, за тебе за мене е лесно, ма за тебе како ќе биде потешко да ги земеме Милосављевичов.
Да. Дали да ги земеме парите или не е прашањето, секогаш се потребни пари. За среќа човекот му е забрането да влега во Македонија доживотно, инаку можеме да го викнеме овде да му даеме по 300 евра, ние давајте да му дадеме. Да го смени Да го презимето. смени презимето. Така е, почитувани Будар гледачи. имало секаде и секогаш еден од тие Така е. овој господин да е жив и здрав и тој. Да е жив и здрав, се согласувам. Тоа беше се за вечера, почитувани гледачи, во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а во 22:30 повторно ќе ви се јавим јас и Горе Момировски со нови гости. До тогаш, пријатно.